Добар ден на сите, како што стана веќе вообичаено во текот на денешниот ден на секоја наредна пресконференција излегуваме со нови, обработени и одобрени извештаи од наблюдувачите на цивил на теренот. До сега имаме околу 110 извештаи кои се однесуваат на состојбите на теренот. Секој извештај од наблюдувачот на цивил содржи најмалку една нерегуларност, така што имаме подоста нерегуларности регулирано во текот на гласањето од 7 часот утрината до сега. Ова се податоци кои се однесуваат на состојбите регистрирани до 14 часот, инаку од 113 извештаи се гледа дека повторно имаме водство на изборната администрација во предизвикувањето нерегуларности. Нешто што е новина на овој изборен процес е зголемен број на проблеми кои се регистрираат, односно нерегуларности, нестандардно однесување од наблюдувачи. Како што знаеме, имаме огромен број наблюдувачи, домашни наблюдувачи. Имаме еден дел од тоа, го презентираме и во оваа пресконференција. Понатаму имаме сериозни проблеми кои се однесуваат на избирачкиот список. Уште еднаш трет пат денеска мораме да кажеме дека Цивил Центар за слобода со месеци наназад предупредува дека избирачкиот список ќе покаже својата неефикасност на денот на гласањето. Тоа токму денеска и се гледа. Па да продолжиме со изборот од извештаи кои ги направија членовите на тимот за анализи и координација на цивил. Така имаме во избирачкото место 1644, општина Ресен, домашен наблюдувач вршел евиденција на гласачите. Не сакал да се представи при тоа од која организација е назначен, но најмалку што правел е наблюдување на процесот, а го гледаме како ги евидентира гласачите што доаѓаат да гласаат. Во избирачкото место 997 во Куманово, граѓанка пензионерка која 25 години живее на иста адреса, сега ја нема на избирачкиот список. И на тоа избирачко место, истото, 997, избирачкиот одбор ги чита имињата на граѓанките и граѓаните на глас. Имавме таков случај и во претходната пресконференција на друго избирачко место. Гледаме и во 997 дека се нарушува тајноста на гласањето, односно ваквото однесување од избирачкиот одбор е спротивно на процедурите и на законот. Во гимназијата Славчо Стојменски во Штип на избирачкото место 2292 дошла граѓанка со оштетен вид и сакала да гласа со придружба, односно со нејзиниот син. Не и било дозволено да гласа со член од семејството, туку и бил назначен друг асистент, односно следниот во редот за гласање. Исто така, на истата граѓанка не и била понудена ни брајова азбука, иако тоа право е обезбедено уште од минатите локални избори. Ова е секако случај со кој треба да се занимава и организацијата Инклузива, чија представничка беше гостинка на претходниот прес на Цивил. Во противпожарниот дом во село Црешево, избирачко место 2548 во општина Газибаба, 3 лица на списоци ги запишуваат гласачите пред избирачките места. Во основното училиште Миѓени во Тетово на избирачкото место 1949, лица во ходникот на училиштето ги запишуваат гласачите на посебни списоци. На избирачкиот список на ова избирачко место имало и едно починато лице, значи 1949 во избирачкиот список има едно починато лице.
Во техничкото училиште Наце Буѓони во Куманово на избирачкото место 1065 еден гласач го нема на избирачкиот список, иако тврди дека на електронската проверка бил на списокот. Од избирачкиот одбор го пратиле гласачот прво во полиција, а од полиција бил упатен во Општинската изборна комисија. Значи, и ова е на некој начин кршење на процедурите, бидејќи гласачот може да биде упатен само во Општинска изборна комисија, нема што да прави во полиција во ваков случај. Во основното училиште Дедо Илјо Малешевски во Берово една граѓанка ја нема на избирачкиот список. Додека во училиштето на Инфрашри во општина Тетово дури 5 лица ги нема на само едно место, избирачко место во избирачкиот список. Во Штип, во местноста Три Чешми, избирачките места 2284, 2289 се во една иста просторија, бидејќи второто место 2289 е преместено од село Сушево во оваа местност и тоа е во една просторија, тоа е вон стандардите, бидејќи можеле да се потруди изборната администрација да го направи тоа според стандардите и на тој начин да ги обезбедат условите за гласање. Заменик член на избирачкиот одбор коментирал дека референдумското прашање нема врска со името, а со другиот член на избирачкиот одбор коментирале кој граѓанин има шанси да излезе, а кој да гласа, а кој не. Исто така коментирале дека ова е залудно трошење пари на граѓанките и граѓаните и така натаму и така натаму. Едноставно, додека се во избирачкото место, оние што се во избирачкиот одбор, треба да ја работат својата работа. Нивните гласни коментари се на некој начин нарушување, па може да се каже дека и повреда, односно кршење на изборниот молк. Тоа што имаат меѓу себе да го кажат, би требало да го направат на пауза, додека се надвор од избирачкото место и не се вон можноста да влијаат на луѓето, односно на гласачите. Во училиштето Ванчо Прке во Штип на избирачкото место 2295 имало прекин на гласањето поради тоа што наблюдувачка се представила дека е од СДСМ, иако на акредитацијата пишувало домашен наблюдувач. Откако членовите на Општинската изборна комисија дошле на гласачкото место, наблюдувачката си заминала, а гласањето продолжило. На гласачкото место 2300 во Штип, еден гласач на наблюдувачката на цивили пријавил дека гласал без да го скенираат со UV ламбата. Во основното училиште Васил Главинов во Чаир повеќе граѓани ги нема на избирачкиот список. Гласач се обидел да фотографира пред основното училиште Владо Тасевски во Скопје, при што било поменат од полицијата со зборовите "Не се секирај господине, се е евидентирано и така и така". Во основното училиште Лазо Ангеловски во Аеродром на избирачкото место 2708 се случил инцидент пред, односно во дворот на училиштето. Младо момче на возраст од околу 20 години направило инцидент, фрлало лименки и извикувало поградни зборови, пошто било приведено од полицијата. И на крајот на избирачкото место 2176 во Бирото за вработување во Велес, наблюдувач на Сдружение на граѓански политики и иницијативи ЕДУЛСЈ се појавил видливо пијан на избирачкото место и им додевал на гласачите, наблюдувачите и избирачкиот одбор. Со ова завршуваме со изборот од информации за ова пресконференција со уште еден апел до наблюдувачите од сите организации во Република Македонија да се придржуваат кон кодексот за наблюдување и кон демократските стандарди. Ако наблюдуваат, тогаш треба само да го наблюдуваат процесот, а не и да агитираат, односно да евидентираат гласачи за потребите на други структури. Исто така ги повикуваме институциите
да преземат сериозни мерки во текот на денот и да ги спречат нападите врз гласачите од најразличен вид, меѓу другото и заканите кои од онлайн мрежите доаѓаат, односно заканите дека ќе бидат евидентирани, фотографирани, снимани, а потоа и објавени веднаш по 17 часот. По 17 часот, инаку е времето кога излезноста се зголемува, а ваквиот тип на агитација само ги заплашува граѓанките и граѓаните. Тоа е неприфатливо однесување, противзаконито, и институциите мора веднаш да реагираат. Повелете со прашање доколку имате.